Господине Заев, една од причините зошто кога лани кажавте дека сме добиле датум, а не сме добиле датум, е токму и дел од првото прашање. Затоа што со државни пари ангажирате неквалификувани советници, како господинот Александар Ружин и како господинот Љупчо Зафировски. Наместо да ангажирате квалификувани, како господјата Илинка Митрева, како Зоран Нечев, како Сашо Клековски, како амбасадорот Блери Мрека, како амбасадорот Андре Лепавцов, како амбасадорот Јован Теговски и кои да се други кои што имаат поголеми познавања и за Франција и за Европската Унија. Вие ангажирате луѓе и со државни пари плаќате луѓе кои што тие или нивните родители излегуваат по телевизии да ве фалат или да ве покриваат кога ќе сгрешите. Тоа е проблемот, еден од проблемите зашто не сме добиле датум. А на второто прашање гледам дека се избегнувате да одговорите. Прашањето е кој вас ве изманипулира за вие на 2 јули 2018 година тука да кажете дека тоа е доказ дека Македонија доби датум за преговори, тоа е доказ дека Европскиот совет никогаш повеќе нема да утврдува датум за преговори. Дали ви излажа господјата Меркел, дали ве манипулираше Никола Димитров, дали погрешно ви пренесе Бујар Османи. Или вие бевте свесен, па вие самите погрешно ги информиравте и ги манипулиравте македонските граѓани. Затоа, да ви напоменам, дека ако до вчера или до лани изговорот вам и на сите ваши претходници беше позицијата на Атина, сега гледам дека од денес недобивањето на датум ќе биде вина на Тирана, а од утре најавувате дека недобивањето на датум или одложувањето ќе биде вина на Косово и на Србија. Затоа, кога ќе давате изјави, бидете искрен кон македонската јавност. Не ја држете јавноста цела година во заблуда дека Македонија добила датум, а сега говорите дека се потешки околностите и дека се бориме да добиеме датум. Нема граѓани на Република Македонија кој што не сака државата да ги отпочне заслужените преговори за членство, кои што се препорачани што од 2009 година. Но немало досега ниту премиер кој што манипулирал дека сме добиле одлука за датум за преговори, а истата не сме ја добиле. Затоа, бидете искрен, кога говорите, бидејќи не манипулирате само јавноста, го загрозувате со таа неискреност кредибилитетот на Македонија пред партнерите во Европската Унија. Благодарам многу, немам дополнителни прашања.